За манифестот на АСНОМ нема место во преамбулата на Уставот, ама има место за Охридскиот рамковен договор. Првото Заев го оправда повикувајќи се на Преспанскиот договор, кој предвидува да нема непријателски индикации или други претензии кон Грција. А токму тоа стоело во манифестот, документ кој инаку е темел на македонската државотворност. Заради тоа што би предизвикало одредени проблеми, тоа ако остане во одредени можни идни времиња на соработката помеѓу Македонија и Грција. Зошто е тоа така? Дел од одлуките на АСНОМ велат македонци од Грција и Бугарија обединете се. Тоа не е пријателство. А пред само 3 дена Заев на прашање на Алфа одговори дека во преамбулата ќе биле потврдени одлуките на АСНОМ, и тоа за државотворноста, самобитноста, слободата. Сите овие содржани во основата на манифестот, ама сега ќе го нема. Кои што зборуваат за еднаквост на граѓаните, за државотворноста, за самобитноста, сувереноста, за слободата, за човековите права, за демократијата, тоа се зајакнува. Но извисувањето на манифестот, без разлика што е темел на АСНОМ, не е единствената болна точка. Заев денеска се предомисли и за впишувањето на рамковниот договор. Кога се отвара веќе Уставот, редот е да биде вграден и насловот Охридски рамковен договор како конститутивен елемент, затоа што тоа е дел од нашата конституција, од нашиот устав, и затоа и на крајот пресековме дека треба да остане. Неговиот партнер Дуи притискаше за ова, но Заев пред 3 дена јавно му одговори дека тоа е ширење на Пандорината кутија и преамбициозност. Но за 3 дена премиерот се предомисли. Рамковниот вредело да е впишан. Сакам да испратам порака дека инклузивноста на процесот е важна, но при тоа не смееме да со своите амбиции го застанеме целиот процес и го минимизираме во делот на времето неопходно. Манифестот, рамковниот, што е следно. По усвојувањето на амандманите нема да смееме да ја пееме македонската химна, вели професорката Гордана Силјановска. Во моментот кога ќе се усвојат амандманите, ние не ќе можеме било каде да ја слушаме македонската химна. Во членот убаво си пишува дека, дека се што е, значи, името Македонија и придавките врзани за него, дека нема во службена употреба, нема значи, во службени настани да се... да речеме, сега вие наместо да, ако сте репрезентативец, да мислите на играта, или кога има други надпревари, вие ќе бидете фрустриран. Сето ова укажува дека ниту државните символи не се безбедни, кога еднаш ќе се финализира Преспанскиот договор, без разлика што ниту тој, ниту уставните измени немаат правна основа. Спогодбата од нивици не е правосилна, ниту е објавена во службен весник.